Добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е лидерот на Нова демократија, господинот Имер Салмани. Господине Салмани, и покрај повиците на Груевски да се вратите во собранието и да излезете на избори, вие сте одлучни да делувате воинституционално. Но се досега јасно не слушнавме. Дали Нова демократија ќе ги бойкотира изборите? Значи, Нова демократија нема донесена одлука никаква за бойкотирање на изборите. Ние сме спремни и посекуваме да имаме што поскоро избори. Меѓутоа, тие избори мора да бидат фер, честни, демократски, транспарентни и да се доверливи. Значи, да волјата, желбата на граѓанинот преку непосредни избори се одрази врз составот на парламентот и поддршката за политичките партии. Се разбира дека нашиот моментум за напуштање на работата на парламентот не беше ниту случајно, ниту одеднаш, туку се собра најмалку 3 големи причини кои што само јас си ги набројам. Се донесе закон за попис на населението, кој што гледаме дека денеска веќе дизастер, значи пописот крахира, нема да се одржи, заради истите причини кои што ние уште пред 4-5 месеци ги кажувавме. Значи тогаш не послуша власта, сега и таа не може да спроведе попис. Втора работа, ние рековме дека Уставот, ако се отвори, мора да се вградат и принципите, основните принципи на Охридскиот рамковен договор. Значи, да не се овозможи надгласувањето, односно мајоризацијата на мнозинството во одредени сегменти врз немнозинството, односно да се воведе принципот на Бадентер. И се разбира дека третата причина исто така беше фактот што ова власт со перманентното вложување во моноетнички проекти, провокативни проекти од типот на Скопје 2014, кој што кулминира со макетата или музеот или црквата во Калето, навистина им дојде на сите граѓани, а ние како политичка партија, колку и да се потрудивме во парламентот да го тоа стопиравме, наидовме на глуви, значи послушници. Затоа ние решивме сите овие 3 точки да ги ставиме на хартија и да кажеме дека нашето присуство веднаш ќе биде во парламентот, ќе се вратиме, меѓутоа ова треба да биде дел од дебатата за да ги решиме овие 3 горчливи прашања, кои што не се прашања на демокрација, сигурно дека се во прашање и ги загрозуваат и ја загрозуваат иднината на државата. Официјален Вашингтон неколку пати досега изрази загриженост во однос на слободата на медиумите, независноста на судството и меѓуетничките тензии во државава. Според она што го кажавте, може ли да заклучиме дека и вие ја делите истата загриженост? Апсолутно. Значи, ние сме буквално на иста линија со меѓународната заедница. Единствено останува власт, која што се уште мисли дека Македонија е рај за медиумите или дека човековите права се на највисокиот пиедестал или дека судството ни е тотално професионализирано. Значи, единствено ВМРО, ДПМН и ДУИ веруваат во овие приказни, кои што самите преку пропаганда, значи преку скапи видео, промотивни материјали сакат да ја убедуваат јавноста. Чувствувам дека власта повеќе ова работа го прави од инат или евентуално и другата опција не би отфрлил од желбата да по секоја цена остане на власт. Господине Салмани, вие бевте министер за здравство во владата на Груевски. Дали во тоа време имавте несогласувања и беше ли тешко да се следат владините политики? Не. 2006 година, 2007 година беа години кога навистина се направи голем напор за да се хармонизира нашето законодавство со европското. Јас морам да кажам дека не сум имал никаков отпор во тогашната влада. Заради тоа што проектите беа неопходност и беа одржливи, значи беа потребни. Меѓутоа, од друга страна ценам дека исто така ова влада, односно ВМРО ДПМН сега, ако можам поточно да именувам, преломот во политиките се случи некаде пред Букуреш 2008 година или после Букуреш, поготово значи на предвремените парламентарни избори, кога одеднаш една политичка партија која што 2006 година победи
на тогашните парламентарни избори со економска програма се префрли исклучиво, значи, во политичка агенда со антиквизација, со создавање на непријатели или со пропаганди кои што го поделија општеството внатре во државата на наши и ваши, на протести и антипротести, почна да ги бркат и амбасадорите, да ги именуваат со разни титулари, така што наопаката политика почна некаде околу 2008 година почетокот. Имам впечаток дека дуи нема страв од албанската опозиција, која што многумина ја толкуваат како пасивна. Дали Нова демократија прави некакви комбинаторики со друга албанска партија со цел окрупнување на албанската опозиција? Значи, позицијата на ДУИ во власта е жалосна. Значи, ако само ги погледнете нивните предизборни ветувања 2008 година, не може да најдете ни 1%, ниту едно големо крупно ветување кој што тие успеале да го исполнат овие 3 години колку што се на власт. А со нивното перманентно однесување како буквално многу добри послушници према ВМРО-ДПМНЕ, преку исклучително гласање само во парламентот и во владата, со низа проекти кои што се на штета на самите гласачи кои што и ДУИ ја гласа 2008 година, ДУИ е далеку од таа поддршка која што ја имаше 2008 година. Се разбира дека на гласачите да одлучат ако им е вака убаво, добро, ако живеат богато, ако се вработени, ако немат никаков проблем да продолжат пак да ги гласат истите политички партии кои што не донесоа во оваа состојба. А не само чувството, туку и нашите податоци и секојдневното наше присуство во теренот зборува сосема поинаку. Ние сме единствена политичка партија која што секој ден расте повеќе и повеќе. Познати се вашите ставови околу пописот и потребата за негово одложување. Сега веќе е известно дека овој процес ќе биде одложен, но друго нешто ме интересира. Зошто ви е толку важна статистиката? Зарем не е поважно како живеат албанците во државата, отколку колкав е реално нивниот процент? Ева, најкратко, зошто ви е толку важна статистиката? Значи, и едното и другото се многу битни работи. И тоа како живеат и албанците и неалбанците во нашата држава. Меѓутоа, исто така е многу битно да имаме реална бројка, реални податоци, затоа што пописот како категорија и како причина не случајно е воведен, уште многу поодавна, да се бројат сите граѓани на една држава за да се видат колку сме по старост, како сме распределени територијално и се разбира кај нас како држава многу специфична категорија која е етничката карта или етничкото огледало во државата. Затоа што тие податоци после понатаму согласно уставот и Охридскиот рамковен договор зависат многу политички права за албанците и за неалбанците во државата. Значи, ние имаме 7 различни етнички заедници според уставот на државата. Така што, во оваа конотација, ние сакаме само фер и докрај попис кој што ќе биде софатлив. Еден податок само замислете. Од 16.400 кандидати попишувачи, ви имате се имат пријавено само 400 албанци. Значи, не е Нова демократија само таа која што не верува во овој фер попис. 90% од албанците не веруваат во пописот, онака како што е презентиран и сервисиран од страна на оваа власт. Неколку пати досега изјавивте дека местото на Македонија е во Европската унија и НАТО. Тоа е процес кој што реално е блокиран од проблемот со името со нашиот јужен сосед. Дали мислите дека одолговлекувањето на овој процес ќе ги влоши меѓуетничките односи во земјава? Очигледно ќе ги влоши. Значи, јас не можел да предуцирам проценти или бројки, меѓутоа дека ќе ги влоши, ќе ги влоши. На крајот на краиштата, името на државата не е само прашање на македонскиот народ. Затоа што колку што повеќе се зборува дека името на државата треба да биде само прашање на македонскиот народ, ние од друга страна дава една порака дека државата е само на македонците. Тогаш како треба да се чувствуваат албанците, турците, бошњаците, ромите во држава? Значи, тука е проблемот што ние мораме да го решиме овој проблем не заради тоа што го барат грците. Со грците имаме спор 15 или 20 годишен. Тој спор во некои рамки и во Обединетите нации и така натаму ќе мора да се најде решение. И тоа решение
не треба се свати дека го правиме заради грците. Ние тоа решение мораме да го сватиме, да го правиме за иднината на нашата држава, на нашите граѓани, за иднината на нашите деца. Ви благодарам што бевте наш гостин. Благодарим на вас. Имер Салмани, лидер на Нова демократија, беше гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Ви благодарам што не гледавте.